Рекорден пад на економијата во историјата на Македонија. Статистика потврди, по стагнацијата во првиот, минусот во вториот квартал изнесува дури 12,7%. Извозот е во најголема негатива од над 31%, увозот завршил во минусот 29,6%. Домакинствата потрошиле за над 11% помалку пари. Бруто инвестициите се намалиле за 26%. Состојбата е драматична во безмалку сите сектори. Преработувачката индустрија е во минус од 29,4%, рударството од 25%, трговијата од 23,4%, патима и кај градежништвото, но само од 0,5%, а минус од 3,1% има кај финансиските дејности и осигурувањето. Раст има само кај земјоделството, јавната управа, информациите и комуникациите. Опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски обвинува бројките биле лоши поради погрешните економски политики на власта. Тој вели дека под раководство на владата земјава влегува во рецесија, невработеноста расте, а народот осиромашува. Јавниот долг се зголемил, но парите наместо за граѓаните се искористиле за предизборен подкуп. Денеска, според истата таа логика на мафијашите од мафијата, бруто домашниот производ кој што го наследија од минус 0,8 го намалија на историски минус 12,7%. Ете, тоа е таа мафијашка логика и во економијата. Трпај само во својот джеб на грбот на граѓаните. Од оваа мафија, ниту граѓаните, ниту од овие мафијаши можеме да очекуваме додадена вредност, ниту пак подобар живот. Премиерот Заев не е премногу загрижен, вели бројките биле очекувани, но напомена дека наместо падот од 3,4% до крајот на годинава, сега проектира минусот да достигне 4%. Оптимист е дека економијата ќе закрепне во третиот квартал, а ќе профункционира нормално во последните 3 месеци од 2020-та. И верувам дека ќе се задржиме на севкупниот пад на бруто домашниот производ да биде еден од најслабо погодените во регионот, со намалување на не повеќе од минус 4% во вкупниот раст. Тоа е исклучително од ковид кризата. Гледате дека и бројките на невработеност не се 100 или 140.000. Последниот број што го имаме од статистика 12.000 и нешто, односно од Агенцијата за вработување. Вкупната стапка на невработеност е исто така. Заев тврди дека огромниот јавен долг немало дополнително да расте. Ново задолжување немало да се случи. Парите за четвртиот пакет антикризни мерки биле обезбедени од претходните позајмувања дома и во странство. Тврди дека долгот растал поради градежната офанзива, односно капиталните инвестиции, и покрај тоа што нивната реализација изнесува само 37% за 7 месеци. Инаку јавниот долг моментално е на историски највисоко ниво од речиси 60% од бруто домашниот производ или 6,5 милијарди евра.